Македонските граѓани да не подклекнуваат пред некои обиди за нарушување на соживотот, повикаа верските лидери во Македонија. Ова доаѓа по последните случувања со сквернавењето и палењето на македонското знаме на прославата на денот на албанското знаме, инциденти за кои постои сомнеш дека се организирани од одредени политички центри. Ние, поглаварите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква и Еврејската заедница, ги повикуваме сите македонски граѓани да не подклекнуваат пред некои обиди за нарушување на соживотот, туку сите заедно да продолжиме да ја продлабочуваме меѓусебната солидарност и да ја запазуваме почита едни кон други, кон државните символи на нашата татковина и кон символите на сите етнички заедници во неа. Со повикот верските лидери порачаа дека е големо богатство што сите граѓани, без разлика на нација и вера, живееме во една држава. Живеењето во мултикултурно општество е голема благодат. Средбата на разнообразни култури носи можност за облагородување на духот на човекот и за зголемување на креативноста на целото општество. Бог ни дал да живееме во една заедничка држава. На повикот за соживот се потпишаа поглаварот на МПЦ господин Стефан, реисот Чакир Фетаху од ИВЗ, бискупот Киро Стојанов од Католичката црква, Маријан Димов од Евангелистичко-методистичката црква и Пепо Леви, првиот човек на еврејската заедница. Ова доаѓа откако пред неколку дена беше сквернавено државното знаме на Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека вакви случувања биле очекувани, дека слични обиди ќе има и во иднина, но дека владата жестоко ќе одговори на сите провокации и обиди за дестабилизација. Инцидентите ги осудија сите политички партии. ВМРО ДПМН прстот го впери во СДСМ и ДУИ, ги обвинија дека глумат загриженост, а истовремено подбуцнуваат групи да дивеат и да внесуваат раздор. Интегративците и социјалдемократите со спротивставени ставови. ДУИ тврди дека полицијата ги испровоцирала хулиганите да го запалат знамето, зашто неоправдано интервенирала, а СДСМ тврди дека МВР не направило доволно. Коалицијата вреди порача граѓаните да не дозволат да бидат инструментализирани од оние кои по губењето на власта го изгубили сопствениот пат.